Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, учам од тебе. Сега преку ноќ имам срце студено. Учам од тебе, учам од тебе. Знам дека не ти кажав се, чекав сам да откриеш. Тивко плаче во себе, но и ти не ми кажа се, во себе многу чуваше, затоа ќе се каеме. Кога знам дека не ти требам, а знам дека не ти требам, тоа не ми дава мир, тоа не ми дава мир. Таков мене не ми треба, ти мене не ми требаш, ке те оставам на мир, ке те оставам на мир. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, учам од тебе. Сега преку ноќ имам срце студено. Учам од тебе, учам од тебе. Немаме два-три животи, со него да си играш ти. Од игри јас се изморив, но ако сепак љубов најдеш ти, немој да ја пропуштиш, како мене што ме пропушти. Ако знам дека не ти требам, а знам дека не ти требам, тоа не ми дава мир, тоа не ми дава мир. Таков мене не ми треба, ти мене не ми требаш, ке те оставам на мир, ке те оставам на мир. Учам од најдобриот, кога плачам и во сон. Учам од тебе, учам од тебе. Сега преку ноќ имам срце студено. Учам од тебе, учам од тебе. Имам забораено овај добри. Stay in the line, stay in the line, stay in the line. Stay in the line. Това би било тоа. Тука нега ќе завршиме. Кај си бе, Јована бе? Еве. Шо правиш? Еве кај тебе во емисија. Малце во емисија. Малце лаво. Налабаво малце. Да. И шубо песниче одена. Да Да. поздравиме Јена и Лазар, убави песничиња Да, од човече. да, да. И текстовите добро нешто. Скроз. Не знам, оти често го поздравуваме Лазар последно. Ај можда ќе не Така? посети некој ден вака ќе ни убаво дојди да би се било, подружиме Бога ми. малце. Ете, Да. една покана. Ако не Лазар, барем да викнеме да ни ја испее оригинал песната еднаш. Оти мислам дека имаме Ни и фали претходно низиното некојаш. пење. Да, Доста. Да, последно само текстој ни пиши некако. Да. И супер се текстоите, само да Да. подпевниме малце. Како си? Супер. Супер, а? Да. Шубо. Значи, прв пат мислам дека те видов во на Тони Зен песната. Како се викаше песната? Уметникот. Уметникот. Да, Да, пред ти си- 9 месеци. Да, ти си чупето со капчето што е позади. Тоа и со наочарите и сите ми викаат тоа ти си на спотот позади тие вика што рекам видиш? Surprise. Тука е работата. Не, ама многу е смешно. Мислам, смешно, чудно е, пошто женските обично огромни трансформации прават кога ќе се работи за настап или за снимање или за мислам и вас ви е мерак то. Да. И самата, не знам, ајде индустрија да речиме, така некој Си го стандард бара има, тоа, да. има поставено. Да. И многу често се случва чупиња што се во приказнава што пеат или што не знам настапуваат било како. Кога ќе се во живо вака, кога ќе правиш муабет негде на сосем друго место, да не ти текни одма за кој се Да, работи. да. Пошто многу има некои луѓе што ептен големи трансформации прават,
Да. Негде не се толку са ти не дека некогава трансформација направиме една капа и една ночари, едни ночари колку може да сменат Да, во приказна. Колку години имаш уствари? 21 имам. Ете, виж, јас мислам дека 16 имаш. Не знам, оти сега друго Живај, прав сите муавето. така мислат. Да, друго прав муавето си викам, чекај, јас не го прашав тупе колку години има. 21, 21, значи, да. па добро, види. Веќе ти е време за твоја песна некоја. Супер ова со Тони, само дај нешто. Да, Имаш работам. нешто? Работиш на случај? Работам, дефинитивно работам на случајот. Јас имав спремно песни уште пред песната со Тони, ама некако храброст ми фалеше. Тоа е така секогаш. И да, и сега каде да отидам, кај кого, со кого да работам на песна, знаеш, тие некои, што се викаат предизвици на почетоците и дури сега онака си најдов и бенд со кој што го снимам аранџманот, да, и во студио ќе се ја снимам. На англиски е песната, меѓутоа имам и македонска верзија. Супер. И така едва чекам да искочи. Мислам дека се надевам мај дека ќе ја завршам со се. Пошто знаеш, испод планирање, да. Види, со долго влекува. Тоа е многу надежно, обично не бидва работата така, ама Да. стално го ќе мислиш дека ќе направиш нештото са пример за месец, обично излегува за 6 месеци. Да. Ама нема врска, битно се работи на случај, битно е да биди. Имаше едни дечки, баш еден бенд, и нешто си правевме муабет така за македонската музика и ја им спомнав баш дека на англиски пишам и ми викаат прво освој го овој пазар. Да. Знаеш, некако убаво е на тој начин да се размислува, пошто и реално не знам дали си приметил вака кога пееш македонски и кога пееш англиско, дека друго е чувството. Поинаку е. Поанака искрено е на македонски, си ги осеќаш другачие емоциите и све што пееш. И истата песна, ако ја имам, сепак нели текстот се разликува, ама на македонски кога ја пеам ми е некако поанака нешто Дефинитивно. брутално да речем. Дефинитивно, да. Кој што сака нека си слуша. Што дичини слушај си. Супер, а имаш бендче што ти е стриктно за песната или ќе свирите понатаму, си се најдовте вака? Па така почна како за песната, ама еве сега некако почнавме да правиме некои разговори натака да се води муабетот дека може и ќе се формираме како бенд. Така што уште не е тоа скроз до детали изразговарано. Јас имам уште 2-3 песни што сакам со нив да ги снимам така како аранџман, пошто се сличен стил со оваа. Па понатака ќе видиме дали тоа ќе биде и за свирки, и за бенд. Супер. Некако и полека си ги правам чекорите за да и уживам по патот, пошто знам дека Така е. сум правела избрзани работи, не биле као толку на крајот. Стигаш до целта и си ко, окей, стигнав. И сега, шо? Ко пак патот е поголемото уживање некако. Така е. Кажи ми, имате име смислено? Не. Имате разговарано, добро, значи Немаме не. разговарано, Сакам така. да ако ми Не е до речеше имаме име, ќе ти рече значи веќе го Веќе имате е бенд. бендот. Не размислувате, туку веќе измислено е. Да. Не, мислам супер е тоа. Добра идеја, ќе Убаво си треба на правиш. име да поработиме, да. Да, кажи ми, освен бендот и песните. Уствари, како бидна работата со Тони Зен ме интересира. Како дојдовте во комбинација со другар Тони? Па со Тони Зен, голем поздрав до Тони Зен. Антонио. Всушност, јас, вака, да почнем од почетокот. Би Мајка било ми пожелно. организира мюзикли и тоа е склоп на пеење, глума, танци и ние ги правиме бродвејските мюзикли што се како Аладин, Малата сирена во македонска верзија. И сега препевот на песните го правеше Весна Малинова, тај уметник, музичар. Поздрав и до да, Весна. Поздрав и до Весна. Дејност композитор, текстописец и ментор, таа всушност ги правеше препевите на сите песни во мюзиклите. И јас уште од 2018 си пишувам така или ќе се снимам на voice recordings, некои песни. Ама си ги оставав така како во слободно време, тоа ми беше како издувен вентил на некој начин, емоциите некако да си ги преточам и не си го сваќав сериозно. Ама после некое време ми се собраа премногу и ноуци све и викам, чекај, нешто треба да направам со овие работи, да не го оставам така. И баш ја исконтактира Весна Малинова, почнав со нејзе да работам и во меѓувреме баш на една наша сесија Тони Зени се јави за снимање на бекинг вокали на Крај се вика песната, исто дел од Mellow Session. И прво всушност тоа беше првиот проект на кој што работевме, пеевме јас и Весна бекинг вокали за таа песна. И потоа ме викна... викна... места има Весна пеено бек вокали, Да. тоа е страшно.
Да. И потоа ми рече, ајде ќе направиме и ние некоја соработка. И јас прво се фрапирав. Значи прво не ми беше онака нереално. После си викам, окей, ќе оставам некој време да пројде, пошто не сакав ни премногу да очекувам, да не се разочарам. Некогаш знаеме, нели, ние како луѓе да ветиме нешто, па да помине нешто по пат, да заборавиме или нешто. Ама ми се јави човекот, ми пиша и од тука веќе све онака само беше преубав проект. интересно е кога ти пиши така некој, дај да правиме нешто да работи. Да, искрено. Убаво Треба чувство. почесто. Треба, да. Тоа го правиме во секоја емисија веќе муавет дека многу малце има некако соработки во држава, треба да има потенцијал да има многу. Да. Има многу музичари што можат да работат заедно со другите, ама некако ете не знам зошто. Ама дефинитивно ни фалат поќе такви работи, баш супер што ете Тони се нашол во приказната да направите нешто заедно. Скроз. И за мене баш убав старт некако, а и сега и он се враќа некако во, нели, на сцената. И баш гледам прави доста соработки со Панда, Смок Панда, он е продуцент и рапер. И сега со Сладкар нормално песните што му се, они се класика. Старо друштво се тие, да. Да. Меѓутоа за соработки, видов дека Лара беше кај тебе на емисија, Иванова. Она доста има соработки со млади артисти од Скопје, така што они ми се со Дупер, нели, со Јосиф, баш добри онака момент. Млади артисти има доста. Лара е супер, да. Лара гледа, си ја работи работата со Мерак и гледа да соработва со што може поќе луѓе. Тоа е начинот, така треба да биде. Да. Јако. Дај да соработваме ние на песна, што викаш? Што сакаш да испееме? Јас викам да соработуваме на Тажна љубов стрекна песна. Може, само кај беше да ми кажеш, што јас стар човек, заборавам. Демол мислам дека. Демол ќе ја пеам јас, да. Може. Хеј, колку песни сум отпеала, а баш сите мои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија и тага, и една лага голема. Тогаш нека чујат сите што ги боли болката што нема име. Тажна љубов, стрекна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Одлично. Заборев како беше понатаму. Така некако. Нека чујат сите што ги боли болката што нема име. Тажна љубов, стрекна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам, не сакам да знам. За малце ќе погодев то. Не сакам да знам. Така некако беше. Браво. Дека од Амол, пример, јас се свирам замени се, цело време ми Да, ти ги сменив малце. Морав да се посветам малце, да не промашам нешто, ти се случва, знаеш. Неделно попладне, олабаени сме малце и се нормално дека... И јас ти дадов други интонации, така што ако за нема прв гај. пат топ. Види, тоа е супер уствари. Јас од секоја сум сакал
не можам да разберам луѓе што велат не ми одговара тој тоналитет за свирење, бе, нема не ми одговара. Оти овде можеш да смениш, не можеш да смени тој што му е вокалот така поставен, што значи мора да се прилагодиш на пејачот. Да. Јас сум мецо сопран малце понизок тоналитет. Приметив. И баш ќе те прашвав што гласи мецо сопран, да. Од ко почнавме со алт, ама да, пак. Ќе те прашвав дали си алт уствари. Ама добро е, тука си негде. На граница некоја. Ако, супер. Знаеш, многу луѓето се замарат многу со такви работи, уствари на крај на денот ич не е битно. Да. Јас се сеќам средно одривевме, сите сакаат тенори да бидат. А претежно беа или баритони или баси. Макар што и басите се ретки. Ама тенорите па се ептен. И се јас тенор, и сите и што беа баритони, сите сака изгорени, висините да ги над тенор да бидам. Бе, не мора да бидиш, значи уживај во тоа што ти го дал Господ, уживај го, не мора да, не знам, никош не сум го сваѓал тој момент на да мора нешто да направам. Не мора, бе, брат, уживај, нешто. Јас на почеток така со сопран, пошто нели тоа највисоките тонови. И стварно звучи магично, че да можеш да ги доловиш. Ама ете, Господ што викаш ми дал таков подлапок глас и тука има некои исто интересни моменти на R&B, soul, песни, джез, нешто и така си најдов некој свој тек па си уживам у гласот што се вика. Баш ми е драго и зато го добро ти веќе имаш 21 година, јас пак уште во глата ми си 16 и зато ми иди да ти кажувам работи, не знам оти, професорското во мене одма да фрлам нешто. Ако сакам совети. Ќе се направам ко татко ми наде другото, ќе почнам само совети да кажувам. Ама муабето е дефинитивно треба да уживаш во тоа што ти е даено. Знаеш, никој и исто не сум сваѓал луѓе што пример сакат многу рок и ќе пеи, ќе грчи со сила во гласот, не му е пример таков. Доста бе брат, олавај си душата. Има работи што се вежбаат, ама да има работи што стварно природно некој ги има како дефинитивно. Пошто рече дека пишеш текстови, дали некојаш имаш навлезено во прајање на музиката на песните? Па, песната со Тони за нешто ја правевме од нула во студио кај Панда и тука беше прв пат кај што јас бев и во позадината во креирањето нели на музиката, ама искрено малце комплицирано беше за мене. Беше интересен момент, ама доста има филозофија и во тоа, значи буквално цела наука. Така што си свирам понекад на клавир, ама мелодии само. Значи не е целиот аранџман. Добро, види. Полека со бендот некако мислам дека тоа го разработувам тој дел. Има филозофија, ама како идат песните една по друга по трета, ќе почни да те копка однатре и ќе почнеш музиката да правиш. Тоа е така си оди, не нема, мислам не е правило, ама сакал или некел кој ќе го работиш нештото долго време, си иди само по себе. Сад тоа ми е следното прашање. Дали се гледаш себе си во идни, например, по 20 години да го правиш истото? Мислам на повисоко ниво, ама да се бавиш со ова. Дефинитивно. Да. Пошто пишувам и текстови, сега почнав и за други артисти да пишувам. Така што можеби не се гледам целосно во тој дел као текстописец, сакам да бидам изведувач. Меѓутоа, ете, освен со бенд, моментално некои своји авторски песни што би сакала да ги пеам така лајв и да правам свирки, некои визии се уште немам, се пронаоѓам каде точно што сакам. Имаш време, 16 години имаш, не е? Да. Сега сум во тинеџерските години. Не, супер е тоа, мислам. И со мюзиклите тоа што го прави мајка ми со студиото и тоа ми е исто еден друг пат, така што Тоа да речем, чим од дома правите мюзикли, секако ќе работиш со музика, без разлика дали таму или ваму. Супер, баш ми е драго, пошто ретко кој се осудва, особено родителите, ма добро кај тебе фамилиарно, ретко кој сакат децата музичари да му бидат, пошто знаеме каква е професијата обично, ама нема врска, може да биде најубавата професија на светот, ако се прави со љубов и ако е правилно поддржана, да речем, од дома. Да, дефинитивно. Супер, баш ми е драго. Кажи ми, освен овие свирките што планирате да ги правите со бендот, ќе речев што ги правите, та уште бендот име нема. Нема. Освен тоа што го планирате, мислам, уствари планирате со бендот да правите авторска музика? Да. Стрикно? Стрикно авторска, да. Значи не тезга момент. Не кавер, не тоа, не. Не, а имаш мерак некојаш кавер да пееш вака, си направиш свирче негде?
Па и тоа сум размислувала, ама повеќе ме влече авторската музика, искрено. Еве, вака сакам да пеам, да знам други песни, пошто има феноменални песни што викаат луѓе, леле, како не беше оваа песна моја. Така што, да, би сакала, ама повеќе ме влече авторската. Шуо, значи од тебе уствари се очекуваме кариера, авторска музика, концерти, такви работи. Да, секако. Види мајката. Јас сум идната звезда. Дај да свирим уште нешто, ти многу се разборавме некако. Нешто, да. Што сакаш да направиме? Мојот може да задотре, а за песни, дали ме сакаш од Калиопи? Цемол. Цемол беше? Цемол. Како е спремно? Дали ме сакаш цемол? Сум била секаде на светот и сум видела баш се. Искрен лошко како тебе нема никаде. Да има само една звезда на небо, ти би створил пет. Зашто возможно ти правиш право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Се извинуваме до Калиопи, што ја сгрешим песната. Ќе тераме втора строфа? Не знам. Уште еднаш рефрено. Може. 1, 2, 3 и... Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Како завршивме како полиција да влезе. Браво. Малце пепел да направи, се извинувам. И јас текстот. Да, и исто и ова беше, знаеш, обратно тоналитето, последно кај што свирев и некако ми дојде збунка. Не можев, ти рефренот, некако други акорди, строфата, други, јас навикнат последно four-chord song и почнав со рефрено и кога дојде строфата си викам што се дешава веќе. Ама се снајдовме, не е страшно. Добре. Не е страшно. Види, народот обично што сакаш и свири не приметват многу кога ќе е уба енергијата. Да. Ама јас од секојаш сум бил таков. Убаво е за уметникот што ја создал некако почет. Знаеш, уште првиот концерт клавир што го имав, промашив некој тон и направив пред сите таму толка бев, се пукна од смеење луѓето. Значи од секојаш сум бил, си ги прифаќам грешките и си се смеам, знаеш, на своите грешки, ми е лабаво, ми е скроз, не се замарам, ама не можам, има некој луѓе ќе тера, ќе свири грешни акорди, ни паца може да му видиш ни ништо. Покер фейс. Да, баш. Ама не можам, јас мене ми е така некако, одма имам реакција, само што ќе промашам тонот. Перфекционист. Да, ама знаеш како перфекционист, ама ме мрзи да вежбам и така некако лабав перфекционист, ако може да се речи. Сакам да го направам нешто до најубаво што можам, а ако може да не вежбам и ако може да не се спремам, то ми е негде, тука ми е тоа некако не се изедначува. Да, тоа видиш. Ама не се случува на сите, леле, периоди. Го сакам моментот на незнаење што понатаму, тоа го имам многу пати кажано и зато и не ги договараме работите, не ги вежбам, пошто сакам, ако нека се случи грешка, да сакам спонтано да види. Да. И тоа е тоа. Ти се спремаш многу вака кога ќе имаш нешто за снимање или кога ќе дали се распеваш, дали имаш некој ритуал или така одиш и Па, година и пол веќе одам на соло пење, пред тоа имам пеено само по хорови, така што се разликува доста, пошто во хорот се прилагодуваш на сите гласови, а за соло пењето треба твојот да е лидинг вокал и да си најмоќен вокал во моментот, така што последниве 2 години практикувам да правам вежби пред било каков настап, еве со мюзиклите, пошто овој пат ќе имам главна улога и ќе имам песна, ќе имам, ќе имам соло песна таму и ќе треба навистина да ги покажам способностите. Така што, да, најчесто се спремам со
некои вежби што си ги имам за вокална техника, но и вака кога треба нешто да зборувам, да кажувам, знам да се потсетам некои важни моменти што сакам да ги спомнам, за да не сгрешам секако. Супер, супер. Што стил можеме да очекуваме од тебе, пошто ова со Тони беше едно, ама ти веројатно претпоставувам дека ќе имаш некој друг стил. Па, моите песни се поп, тој жанр. Значи, поп, R&B сакам, така што највеќе тоа. Значи, Тоа со Тони беше повеќе хип-хоп, така. што исто ми е доста интересен момент, така што ќе варираат работите, меѓутоа со бендот најмногу мислам дека поп, R&B, нешто во тој стил. Шу, нема многу бенdoви што сакат да свират R&B, обично претежно се рокери, нешто оно. Па ќе видиме, треба да ама- се дискутира сепак, пошто Знаете. има и рокери, джезери. Па тоа е Да. проблемот, да, ама добро е, видиме. чиме отворена дискусијата, Да. добро е. Да. И јас уште експериментирам каде ми лежи гласот најдобро и текстовите на кој начин најдобро ќе можам да ги напишам со која музика, така што уште сум во таа фаза. Немам ништо онака одлучено е сега таму ќе терам, него сега баш онака си опипувам терен што се вика джез, хип-хоп. Да. Добро, имаш 16 години, имаш време, рековме. Да, рековме. Не, како и да е, продолжи си, на убав пат си, терај си ја патеката, гледај да си го направиш меракот, пошто меракот нема цена, тоа можам да ти го кажам, од ова моја гледна точка ваму. Да. И уживај во приказната, ние тука сме, кога ќе имаш нешто ново, Обавезно. пишиш таму, ќе кажеш еј слушај вака и вака, ќе ја клајме песната врти, ќе дојме ќе испееме тука и ќе си правиме други. Одлично. Може за сега за ако ќе извадам песната да се Значи чуеме. здраве за 5-6 месеци. Да. Ке Година две. Супер, супер. Фала ти многу што ми беше Фала на гостинга. покана. Таман работа. Се надевам дека ти беше убаво. Преубаво се дека- поминав. дека ти беше лабаво, И онака, лабаво. скроз. И се надевам дека исто и вас ви беше. Не знам од тоа како да го велам секоја емисија, ама да сме здрави и живи. Се надевам дека ви олавајфме малце вечерта и се надевам дека се гледаме пак наредна недела во 18 часот. Поздрав и имајте убав прик вечер.